Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот на гости ни доаѓаат Петар Богуевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, професор доктор Кирил Пенушлиски, историчар на уметност и пејачката Сања Цинцева. Останете со нас до 11 часот. Ние веќе си почнавме да се зборуваме со нашите гости во студио, како што можете да ги видите во најавата. Повторно спојуваме најразлични професии на една трпеза, утрински, да видиме како се расположени, што имаат секако да ни кажат за она кое што го работат, да ни најават убави актуелности кои што ќе ги имаме овој викенд, почнувајќи уште од петок. Но во овој дел ќе ви бидеме ваши домаќини, секако и на нашите гости со мојот колега Роберт, кој што неколку дена без тебе бевме роки, ама ни недостасуваше. Повторно се држа. Тешко, нели? Добро утро, Верче. Добро утро официјално од тебе. Со гледачите веќе се поздравивме, еден дел нели зад нас каде што дискутиравме со Има многу што да ти кажат. Да. Секогаш актуелни теми има кај нас. Со господин Богуевски ќе сум дозема малку потосно околу тоа, но драго ми е што ете сум повторно назад и што се враќам со една ваква екипа на гости со која што имаме доста интересни теми да дискутираме. Така, како што е редот, уште еднашка да се ги најавиме, веднаш до мене е професор доктор Кирил Пенушлиски, историчар на уметност. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, благодарам што ме поканивте. Така, дали сте гостин прв пат на утринска програма? Прв пат кај вас, да. Така. И прв пат воопшто на вашата телевизија. На ваков. Добро, каков е вака првиот впечаток? Па интересно, вака многу опуштено, што е секогаш добро. Така, убава енергија. Убава енергија, интересни гости, соговорници тука. Вие двајца секогаш со својата енергија си додавате нешто посебно. Така, ви благодарам многу, да, ќе имаме убави теми за разговор секако со вас. Ќе се советуваме само што слики да ставиме. Да. Тоа веќе е безицирано, видов ја што имате по зидови. Да. Веднаш до вас ние нашата убава гостинка што ни го разубавува овој утрински дел и секако екраните кои што гледачите можат да ве видат. Сања Цинцева, позната како Барби, не случајно. Добро утро и за тебе. Благодарам, добро утро. Еве вака чест и задоволство ми е што сум вака со преубави луѓе. Денеска поздрав до гледачите. Нека имат убав и среќен ден. Се надевам дека ќе им биде забавно со нас. Исто прв пат кај нас? Прв пат, да. Да. Добро. Ете така ние си ги сакаме тие ексклузиви. Драго ми е што и вие се одважувате и доаѓате на утринска. Често пати утринските се малку, да речам, условно кажано, потешки поради станувањето, но на крај на денот потоа кога ќе дојдат и ќе видат дека е убаво, повторно сака да ни дојдат, што и нас ни е драго. И веднаш до вас ни е Петар Богуевски, кој што е директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добро утро. Добро утро и малку сум љубоморен. Само Барбија не јавите како убава. Тоа и јас го забележав. Не сме убави. Треба нели да не пофалите малку и нас, да укуражите. Ова женска енергија, вака е феминизам малку широ. Па помалку сме сега, морам вака да ме нападнам. Среќа ја, па да беше после дека јас сум кажал само. Да, имаше проблем. Инаку со оглед на нападите врз мене последниве 2-3 недели, добро е вака јавно да го поддржам малку феминизмот, за да санирам нешто штети во нападите, да не ме обвинат. Да има баланс. Да не ме обвинат дека се нешто зборам. Вие сте учен, да. Уште тоа ми фали. Инаку благодарам за поканата. Искрено кажано, со задоволство ја прифатив да дојдам на релаксиран разговор, бидејќи веќе подолг период немам релаксиран разговор, не само по телевизија и приватно. Така. И ова ќе денеска ваша емисија ќе ми биде буквално како одмор. Како една одмор. Иако ме чека на работа, знам со 300 проблеми, треба да исподпишам еден куп документи, треба да подготвуваме настанот Ден на Европа и чуда таму, али ја мислам дека барем додека сум тука ќе биде супер. Така. Тоа е поетно. Барем мене ќе ми биде задоволство. Да. Па добро, еве го спомнавте Денот на Европа, кој што всушност е 9 мај, но се одбележува на 10. Па, ајде, тогаш, бидејќи го започнавме разговорот така, кажете ни малку повеќе за тоа. Јас искрено бев изненаден зашто не се дава посебно значење на тој ден од Националната агенција, бидејќи сепак е
европска кредитирана институција и работиме со европски фондови и сме директно конектирани со Брисел, така да логично е денот на Европа да го прославиме и во Македонија. Прво затоа што е ден кој го одбележува нели нова Европа или победата во Втората светска војна. А ние македонците сме директно вградени во таа победа во Втората светска војна, нели? И имаме право повеќе од многу други народи кои се дел од Европската унија да прославуваме Ден на Европа. Зашто нашите претходни генерации директно се вградили во Денот на Европа. Така. Да не зборувам да не говорам за цивилизацијата европска и почетоците со Македонија, така да ние де факто сме Европа. А Европска унија е друго, тоа е политичка организација во која се стремиме да станеме членка и се бориме од насока, но Европа сме ние во секој случај. И сакавме тоа да не биде настан со црвени теписи, со елита, со фракови, со амбасадори и функционери. Да биде народен. Него да биде Европа да ја доближиме до најмладите прво, затоа што би требало да бидат они генерацијата која ќе живее таа Европа и Европска унија во иднина и да биде еден хепенинг, еден настан со 4 различни ивенти, со квиз за Европа, со боите на Европа, со музички хепенинги, како се вика ова, караоке шоу и така натака, каде ќе настапат најмладите, ќе бидат вклучени деца од градинка до основните школи, до 9-то. Очекуваме преку 350 ученици со своји родители и наставници. Ги покануваме јавно и другите заинтересирани граѓани да донесат дечината, ако не се поврзани или поканите, ги поканувам сите да дојдат. И очекувам да биде тоа еден релаксиран настан без велелепни политички говори, без пораки политички, него со една порака како младите ја гледаат Европа или Европа низ детските очи. И мислам дека во иднина ќе практикуваме како национална агенција таков тип на настани, за да барем учениците, студентите, помладите генерации ја живеат Европа лично, да имат достап до информации, да научат што е тоа. Многу често забележувам, сите зборуваме сега за ЕУ, а скоро никој не знае како е поставена структурно, како е структурирана, кои се институциите, како функционира. Кои се надлежности. Тоа не се учи во школите, за жал, а треба да се учи, бидејќи се трудиме да... Тоа сега ќе ви даваме една споредба, тоа е исто како на времето, да не се учело во школите што е Југославија и како е таа структурирана. А сме биле дел од таа Југославија. Сега се стремиме да одиме во нова федерација, нели во Европската унија, а многу малку учиме за незината функционалност. Така да тоа ќе биде дел и од наша мисија да ја доближиме Европа до младите. Па ќе биде дента, па ќе пренесеме се. А дента настанот во 11 часот, да кажам, ќе видиме што па во школка. Да. На отворено, се надевам дека нема да врне. Па за викендот, се надевам. Да. Не сме. Променливо обласно е, да. Забрануваме да врне. Не сме да врне. Инаку, како што е времето последниве 2 дена. Да, променливо облачно ќе биде окей. Така барем вика од овој хумера. Да, се надевам ќе биде окей. Ние секој утре зборуваме со нив, но верувам дека ќе не послужи времето. Ќе ставиме и тенди за секој случај, а се надевам дека ќе биде окей. Така, да. Професоре Кирил, вие потекнувате од познато уметничко семејство. Дедо Кирил Пенушлиски, основоположник на фолклористиката, татко Илија Пенушлиски, кој што е сликар, па колку семејната подлога е значена во вашето образование и занимање со историјата на уметноста која што е ден денеска? Па секако дека има некакво влијание тоа кои беа моите родители. Меѓутоа јас некако заглавив во историја на уметност сосема случајно, тоа е една така приказна која што стално им кажам на своите студенти, меѓутоа не знам колку е интересна вака за едно сутринско кафе. Сосема случајно бев во Шкотска во Националната галерија во Единбург 95 или 96 година, пред многу години. Тогаш како бруцош кој што беше запишан на историја на уметност. И во тој момент размислев да го промерам таа историјата на уметност, повеќе сакав да идам кон ликовната академија да се запишам на графичкиот смер да цртам стрипови. И читајќи се таму низ тоа галеријата, пробувајќи да импресионирам една девојка, ја почнав тука да зборам за Па интересно е. Тицијан, леле, гледате каква слика, па еден Веласкез има тука, па не знам.
Рембрандт и сите тие така некако поминавме таа пројде во следната сала, јас останав да видам едно малечко сличе кое што нема друго, значи ми удри шамар, некако тотално ми ја промени таа идејата и за сликарството и за уметноста и за што значи историја на уметноста. Едно малечко сличе на Франц Халс, еден пијаница, едно портрет на еден пијаница кој што беше толку темпестуозно сликан, толку со една емоција, еден жар, да беше отворување на некакви прозори и врати кои што не знае претходно дека постојат. И поради таа слика некако остана во таа историјата уметност, инаку ќе одев кон други води. Така, да. Добро, еве сепак ја мислам дека е интересна приказна, особено што и Роберт познава малку повеќе во фотографијата. Добро, и тој читајќи некој ваш интервју вчера, баш имаше таа. Имаше таа, стално ја кажувам, да, и ја покажувам таа затоа што тоа беше. Мислам, јас и претходно го знаев сликарот. Тоа се оние досадни портрети на господи со оние со белите пелерини, со тие таквите работи. И кога застанав ова да го видам, тоа беше наистина еден шок. Господина Петар, образованието на Инстаграм е пред некој ден излезе како едно мало квизче, каде што според најпознати слики до сега треба да го погодиш, почнувајќи мислам дека тоа за деца, да го погодиш сликарот. Во еден разговор пред некој ден со еден мој пријател дискутиравме можно ли, например, таа историја на уметноста, некоја основна подлога да се симне малку подолу во самото формално образование, не мора да биде во 5 оделение, но не знам помеѓу 7 и 9 или на почетокот од средното училиште, малку повеќе да се знае за тоа, да луѓето малку или младите, тие се уште се деца, тинеџери, да навлезат малку повеќе во таа сфера, да се запознаат со таа историја на уметност, со нешто едно да ја убавите нешто, бре. Па секако дека може. Меѓутоа, кај нас мислам дека образованието е малку можам да кажем погрешно поставено, меѓутоа јасно е дека нашиот систем во последно време некако така каска позади тоа што се случува во светот, кога збориме за образовните системи. И како професор, кој предава значи на една група студенти во прва и втора година. Значи кај мене доаѓаат сите бруцуши и после тоа идат понатаму. Се осеќа недостатоци се осеќаат во образованието. Од тоа како треба да се учи, значи не зборам само за историја на уметност, него како да прочитате еден текст и да сватите нешто, па до такви работи како што е уметноста, како таа треба да се употреба, како ние треба да општиме со неја. И мислам дека во следните неколку години тоа ќе стане уште пострашно, затоа што тек сега ни доаѓа онаа ковид генерацијата која што дома учеше 2 години, која што немаше никаква социјализација за тоа не само со своите врсници, него баш со како треба тој материјал да го сватат, да го прочитаат, да го разберат. Ќе видиме како ќе биде тоа, али јасно е дека треба работите да се менуваат. Кај нас системот е поставен на некакви основи кои што потекнуваат од средината на минатиот век и кои што повеќе не може да не се функционални за ова реалност. За ова реалност, за ова модерно брзо општество. Ги споменавте гените, сакам да прашам Сања, колку беа одлучувачки за да се занимавате со она што го работите денес. Веќе долги години, вие не сте нова, би рекол, на македонската музичка сцена. Како? Велам, дали имате некој од фамилијата кој што кај вас? Да, татко ми беше музичар, гитарист и пеач исто. Си ги влечам гените на татко ми. Да? Да. И дедо ми исто пееше, многу убаво пееше, меѓутоа не му беше професијата. Дали не бил професионален? Да. Добро. Пред да продолжиме со тебе, Барби, оно кое што сакав да те прашам, сепак најавивме еден убав настан кој што ќе се случува во сабота, како Денот на Европа на 10 мај, но пред тоа, на 9 мај, се случува исто така еден прекрасен настан, ваша изложба Црвен се барјак развева. Македонска народна борбена поезија и нејзина интерпретација во ликовни дела на македонските уметници. Кажете не малку повеќе за ова што ќе се случува. Тоа ќе биде отварањето, свеченото отварање закажано во петок во 19 часот. Ги поканувам сите и тука што се присутни во студиото и сите што не гледаат. Да дојдете во Националната галерија во објектот Чифт Амам, тоа е во Турска чаршија. Тогаш ќе биде изложбата. Инаку тоа е еден дел од првиот дел од неколку други изложби што сакам да ги направам, кои што обработуваат разни аспекти на македонското народно творештво. Овие се песните, тоест македонските борбени песни. Следната година
Дали се надеваме дека ќе биде можеби најсекси изложбата што некогаш би ја поставил. Тоа се македонските еротски приказни, тоа ќе биде така по-интересно и после тоа има и некои други. Значи ова е само како увертира наговестување почеток, прв дел во однос на она кое што го планирате како изложби. Да. Инаку, мислам, истини е поводот. Оваа година се навршуваат тие 80 години од победата над фашизмот. Да. Голем ден за нас македонците, нашата држава единствената која што е родена од таа борба. И 60 години од книгата која што е прва академска студија која што ја обработува таа македонска народна борбена лирика. Тоа е книгата на дедо ми професор доктор Кирил Пенишлиски, тој е основачот на основоположникот на македонската фолклористика, која што всушност го даде и насловот на изложбата Црвен се барек развива. Така. Убав наслов и навистина многу интересно, како што кажавте, сите кои што имаат можност да повелат во петок во 19 часот, да погледнат секако до кога ќе биде изложена изложбата. Па барем месец дена, така да до 12 јуни сме таму. Така, ете, оние кои што ќе немаат можност во петок ќе можат во наредните денови да ја видат. Го споменавте вашиот дедо, а и секако споменавме и со Роберт колку ете младите можеби и немаат можност за да ги слушат, но дали сметате вие дека барем па за македонските дела се упатени нашите граѓани? Ох, не, никако. Слабо. Да, многу слабо. И тоа е дел од потикот, значи, на самата изложба да се видат работи, да се доближат, баш така, да се доближат и уметничките дела, значи и тие народни песни, малку да ги извадиме, значи да бидат по-живи во... Така. Еве, Барби, кога сме кај музиката, кај тие дела да се изводат, колку ете успевате вие на некој начин? Знам дека зборуваме сепак модерно време, нешто што е комерцијално повеќе, нешто што поминува, но мораме, нели, секако да ја негуваме и традицијата, да не ја забораваме, не дека се лоши иновациите, но сепак, нели, основата и традицијата не треба да ги забораваме. Колку сега е навистина и модерно да се спојуваат на различни жанрови. Како размислувате вие? Лично од мое искуство, многу подобро поминувам со народната музика македонска стара, отколку со ново компонираните песни, затоа што кај нас, јас ќе бидам реално многу малце ние се слушаме, како естрадни уметници, затоа што другите од страна ни се многу навлезени овде. Се трудиме, работиме, јас лично не сум престанала да работам, секогаш сум со нови композиции, еве и сега спремам дури 2. Последно сработев македонска народна песна. Добро сега да не знам точно од каде потекнува, Катерина Моме. Меѓутоа еве се потрудив, јас би рекла свадбарски стил, малце преработив така за по да биде певлива, да биде поприфатлива, така. Некако сите изведувачи кои што ја пеат во тој стил. Еве малце ја променив аранжмански. Јас работивме со Драги Станков и мислам дека многу добро проаѓа. Така. Убава песна е. Да, убава е Калина Моме, така навистина како што кажа, па да, можеби треба да се сите оние кои што во минатото се пееле на еден начин и сега да имаат некоја обработка за да и се доближат времењата. Па знаеш како еве пример сега кога бев на патување и значи јас имам многу авторски песни, нели лично мои направени модерни комерцијални. Ама човеков ми вика, ти ја пееш, жени се Радомори. Пак кон повеќе се слуша македонското, народното. На запад сигурно многу повеќе, претпоставам. Да, по концерти. Искуството, да. Така. Петар, еве кога веќе зборувавме за образованието и колку можете тие образовни програми во однос на да се доближи на некој начин, постојат ли тие европски проекти кои што може да помогнат да се воздигнеме во најразлични сегменти, без разлика уметност или така натаму? Слушајќи ги гостите до сега што говорат, добив една идеја да направиме една емисија Политичарите пеат за Европа. Ете ки макароке. Еве оригинал. Ете ти караоке. Ете ти добра емисија. И веројатно ќе ја добавиме. Па добро, видите дека и тие не пеат, и тие се луѓе. Видите дека сигурно пеат. Која би ја пееле? Ја сликувала, не тоа. Ама со различни стилови. Која да биде? За различни, да. Кеш или жало и моме?
Ето малце фолк, блуз некој кој пее. Еве професорот има идеја само со различни Со стилови. различни стилови, малце рап, малце ето, малце блуз, кој како. Ќе остави на политичарите сами да изберат. Сами да си изберат свој стил. Дорите собраницки спикер е поранешен рапер, мислам. Поранешен македонски спикер на собранието поранешен рапер, да. Така да имаме веќе еден жанр. Еден е веќе спремен. Да, спремен. Еден спремен, ще има другото како ќе оди. Председателката знае да танцува добро. Да, точно. Значи председателката исто така се покажа во тоа смисла така да имаме. Абе ние сме музика, сме народ типо за тоа нема утканели. Значи тоа е барем играње, пеење, ич. Инаку за образованието, што да кажам сега, ние во суштина изгубивме на квалитет многу последните децении. И аз кога бев ученик беше многу построго во школа, визави оно што е денес синот. Да. Што гледам ли ќерката. И сега, еве спомнавте таа ковид генерација, баш ќерката ми е таа генерација и они се како викаат чилат цело време. Значи они така стана чил генерација. На стендбај. Денешниве деца, пример, синот доаѓа поготвено школа со сите негови граѓански права. И не смееш ништо му кажеш дома, па камо ли во школа. На нас редовно, мене пример беше наставник Даскал Драшко, и тој редовно не воспитуваше со стапче. И ако се пожалевме дома, добивавме дупла доза. Метам. И тоа мораше да учиш. Нема, јас од 100 можни поени може да извадиш 120, зашто кадиш чото го Даскалот. Значи не смеш да кажеш дека тепат баш дупло ќе дадеш. Да, и имавме некоја дисциплина, мислам дека дисциплината е клучна за образовниот процес. Зашто не е само образование, туку е воспитание. Да. Така е. Воспитанието се изгуби и сега тој елемент ни недостасува на улица, недостасува во сообраќај, недостасува во институциите, во музика, во уметност. во се. Да, во се. Па и во ресторан, Така, културално однесување и во животниот стил. И тоа некако, не знам, на мене барем не остасува, да бидам искрен. И секој ден коментираме најмногу во сообраќај. За тоа да не збориме сообраќај. Да. Ја живеам скоро во центар и сега треба да поминам 2-3 километри максимум да дојдам до центар, имаш опасност од 5 сообраќајки за 3 километри. Значи Да. не е ситуацијата нормална. И мислам дека тоа и домашно воспитување, меѓутоа и низ образовниот процес недостасува веќе комплетно. А во делот на наставните програми, тие доживеа еден крах, бидејќи се настапи во минатото без стратегија што сакаме. Него секој министер своја политика, своја држава. Да. Како се менува министерот, така се менуваат програмите, па еден министер носи крајно либерални програми, па освоја учебници, друг министер не е способен ниту да испечати учебници, трет министер менува еве во историјата чуда, па се бриши, се бришат клучни предмети кои се значајни за формирање на личноста на човекот, идентитетот на човекот, затоа што кога одиме во Брисел, лага е тоа дека таму бриселчани се без идентитет. Напротив, имаат 1000 пати поголем национализам или би рекол, еве, позитивен патриотизам од нас. Не поради јазиците мислиме да. Силно изграден идентитет. Да не говорам се за балканскиве соседи наши, колегите кои ги сретнуваме таму. Кај нас, за жал, се создадена атмосфера дека е грев ако се спознаваш себе си, ако се чуваш себе си и ако знаеш кој си. Ја не гледам дека е грев тоа воопшто. И тоа, сега мислам дека се обидуваме да го исправиме. Учебниците се веќе вратени во образовниот процес последнава година. Оваа година некои наследници на секторот за образование, култура, наука, баш сектор во кој сме сите тројца отприлика сега во моментот вработиме. Министерката спомна дека ќе бидат готови сите учебници комплетно, вклучувајќи ги јазиците, и англиски и другите јазици, така да веќе нема да се брукаме како држава. Пазете, за ова дискутирале 54-та и 6-та година. Дали ќе има учебници за сите деца во Македонија тогаш. Сега 2025-та и се вратиме, дискутираме повторно исто, зашто е страшно, трагично, нешто невидено. Да. Да. И тие работи се санираат, се средуваат и сега нормализацијата на процесот. Значи децениски проблеми кои што вековно ще вам. Не, најмногу од квалитетот по мене се лично, да не зборувам во име на влада, не зборувам во име на институции, зборувам личен перцепција една.
квалитетот на наставниот кадар е клучен според мене. Доколку не изградиме една академија за педагози, за педагошката струка, за наставници, која ќе биде врвна научна институција, во која ќе биде најтешко да се упишеш, во која ќе биде најтешко да дипломираш, во која ќе одат супер одличните ученици, значи најквалитетните, ама која ќе завршат ќе бидат супер платени, а не со најниски плати. Тоа сега се надоврзано. Ќе бидат супер платени, значи број еден плата ќе имаат само два сектори: образование и здравство. Може би и делови од безбедноста. Значи тие се трите столчиња, знаете на македонско старо триножно столче. Ако тоа за седење е државата, на три столбови на кои на три столчиња, три ногарки на кои стои, се тие три сектори. И ние трагично е еден пратеник кој може би несреќно станал пратеник или нема ни оформено образование, да зема 120-130 илјади плата или некој 150, а еден наставник да зема 3-40 илјади плата. Тоа е неприфатливо. Треба да биде обратно. Наставникот треба да зема задолжително најмалку дупла плата од пратениците. Созема се слушам. Како професор, созема се слушам. Гледам дека сака да се усвоиш професор да мене ми одговара. Еве, за волја на вистината, јас во Националната агенција не ги земам тие 70 и колку беа и 8 и 9% плата зголемена. Да. Еве, јас не ги земам. Јас сум директор кој зема најмала плата во земјава и не ми смета тоа. Може би помала плата земам од што земав претходната професорската, но како и да е, поентата е не е секојаш само платата. Еве, јас таму можам да сработам баш за ова што го говорам, да придонесам да се смени за општа добро. Така е, меѓутоа не може образованието да тргне напред без да внесеме квалитет во наставниот кадар. Без тие реформи кои што според ги мене наредувате. тоа ќе биде клучната реформа која ќе биде најтешка. Не мора да значи испуштање од работа, нервози, не. Да. Може да значи доквалификации, преквалификации, неформално образование, обуки, дополнително образование, сега светот смислил илјадници методи. Да. Но мораме на тоа да се посветиме, зашто на крајот на краиштата интеракцијата во училна е помеѓу учениците и наставникот. Да. Тука нема политика, тука нема министерство, тука нема агенција, тука нема влада, тука нема ништо. Таа е личната комуникација. И ако наставникот не е на висина на задачата да пренесе знаење, џаве закони, 10 закони да смениме, чуда да направиме, пак ќе биде на крајот се следува се на квалитетот на наставниот кадар. Кога сме квалитетот на кај наставниот кадар, професоре Кирил, колку вашата едукација како доктор по историја на уметност и по теорија на филм, школување во САД, магистратура во Единбург и доктората во Париз може да се примени овде во Македонија и на кое поле? Секако дека може и на сите полиња. Знаењето или методите што ги собрав по светот каде што се образував, може да се аплицираат тамо, може да се аплицираат кај нас, може да се аплицираат и на дури и на други полиња. Всушност, сакам да додадам на ова интересниот моја што го направите. Да, концепт. Да, со се сложувам. Стигам да зборот концепт. Да, знам. Нели? Македонски концепт. Со се сложувам и имам две фусноти на кои што би ги идолал. Едното е дека мислам дека нашите проблеми се поврзани со тоа што сме ние исклучително млада држава. Дека ние немаме традиција како се одржува традицијата. А второто е тоа проблемите со наставниците што ги зборите, меѓутоа нашата генерација, мојата и вашата, значи таа која што учеше со стапче, која што исклучително образован систем кој што беше исклучително здраво поставен, допушти ние да стигнеме до овој степен каде што сме. Зашто и како ние сме млада држава, меѓутоа имаме успешни примери кои може да ги следиме од светот. Нема да измислуваме топла вода, нели? Може да примениме. Нели, еве, сценски настап професионален, може да примени пракси од светот. Така може и наставниците, така може и државата, институциите. Значи не мора да измислиме какво знае што, се измисле во светот. А тоа што манкаме, ја мислам дека пропаста ја направи галената југословенска генерација. Таа е една трета или четврта генерација, тие кои ја доживеа југословенската ренесанса и беа преопуштени. Едноставно дури заборавија и одговорност кон државата. Затоа што некако се беше решено. По возрастните збори? Да. Генерацијата од моите родители.
Добро. Таа генерација мислам дека беше најгалена, опуштена во Југославија, не зборам за моите родители баш или за некои родители нечии, генерално зборам како генерација од Вардар до Тригов, зборам за сите. И таа генерација некако кога да заборави дека државата се гради секој ден. Така, државата се гради државата не е денеска изградена и сега ние ќе уживаме 150 години. Не, битката е секој ден. Се гради и се брани. И се брани. И се они тоа го заборавија, таа држава падна, нели изгуби, и тоа некако како инерција продолжи во Македонија. И тоа некако се пренесе, таа енергија, и започна да се и националните институции да се дерогираат, како што беа претходно сојузните. И тоа не престана како процес. И гледам дека се обидуваме сега од петни џили да го престанеме прво процесот на негативна селекција, кадровска и било каква, образовна, стручна, компетентна и било што, па после да тргнеме од некое минус салдо, што ние не сме на нула, сега сме во минус салдо, па да тргнеме нагоре. На тековната сметка сме минус сега. Едно од светите точки кај нас е музиката како една од светите точки кај нас. Да, една од тие се разбери. Па таму има индивидуализам. Повеќе индивидуална иницијатива веројатно. Како е конкуренцијата? Да, еве тоа баш Сања. Стоп некои нови луѓе кои што се занимаваат со таа професија, ти си долго време. Па се појавува ама како да речем, како многу за разлика од другите држави сме многу малечок број. И како ги гледам колегите и разговарам со нив, никако немаме волја да работа, за да сработиме нешто. Зошто е тоа така? Па затоа што секогаш сме нападнати од соседите повеќе се слушаат, соседите доаѓаат на настапи овде. Они подобро пеат. Јас мислам дека ова треба малце да се среди во државата, да, затоа што еве кога ќе видиш никој од нашите пеачи не оди во Србија или Бугарија да настапува, а ние ги викаме овде, им плаќаме дури. Па да ги викаме, но некако тие ги имаат тие платформи. Да. Освен ако не е некоја хуманитарна, инаку. Да, но нели ги спомна колегите дека разговарате, нели постои да речеме можеби во тој разговор и некоја иницијатива да се здружите, да направите одредена платформа, бидејќи тие платформи социјални мрежи доста користат каде што ќе може на исто така брз начин да ја слушнат сите вашата македонската музика во регионот. Затоа што, како што и господин Петар кажа, постојат многу алатки, барем денеска, кои што можеме да се послужиме за да нели ги искористиме од ова модерно време за да не се слушне гласот ако ништо друго. Па јас се надевам дека ќе се среди ова до крајот на годината. Се собираме и ќе се собираме сите, ќе се сплотиме да малце барем се качиме некоја скала погоре. Да ви има на YouTube, да ви има на Spotify, како што дека како и по другите држави, мислам дека вистина најмалце е застапена музиката, затоа што секаде во другите држави кога ќе видиш музиката, културата е на прво место, спортот. А ние сме обседнати овде со политиката. Политиката ни е на прво место. Да, не дека тоа не е важно, но може да дадам прелоги за тоа. Сега, само ова да го прашам. Пошто доаѓаат политика може да збори цела емисија, затоа да морам под прашање да имам. Јас ти кажам со кога го видам, викам добро кива кој да збори. Нема тука проблем. Господавме преска Скопје. Па малце треба и нас да ни дадете така простор да се треба да се изборите за простор, како? Да, меѓутоа, на музиката, на уметноста. Знаеш кој е проблемот? Се чека од државата е најлош стопанство. Најлош. И ако се чека да направат тоа институциите, тие никогаш не го направат. По мене треба да се направи тоа со предприемачка индивидуална иницијатива, приватна иницијатива од уметниците, да се формира некое тело, здружение национално, кој ќе добие поддршка буџетска, како стартап или како предприемачка идеја од институциите, ама да не се меша управување. Ако се смеша државата, тоа е уништена работа. И да се направат тие алатки современи платформи за промоција на македонската музика. Зашто се гледам, забележувам комшиите, започнаа масовно да ја крадат македонската музика. Замислете, во Бугарија се пее Јонче Христовски како етничка бугарска музика, народна музика. Читав, гледав, да. Јас сакав и дури се обидов да контактирам и семејство на еден од нашите уметници кој беше, дури имаме ние експерти, адвокати во САД за авторски права, па ја разговарав и со нив,
Он магистрира баш на авторски права на универзитетот во Чикаго, на кој беше доктор и Обама. И побарав и од нив помош како да направиме меѓународна иницијатива македонското народно творештво, особено во современото, сега говорам, да не може да биде представено сега после смртта на некој човек за 5-10 години како народно творештво на сосема друга нација. Крајно вугарно. Кој да ја пеат? Не, нека се пее. Прифатат е супер, Тоа ама не е да проблем. присвојате тоа Ама веќе. присвојувањето е проблем. Ги присвоија. Убаво да се каже, ова е песна на тој автор од Македонија, не смета уопште, и ја пее тој уметник од Бугарија, од Србија, од Грција, од Албанија, било кој, од Русија, од Франција, не ми смета. Ама да се прикажи како народно творештво од Родопите, а песна напишана, не знам, 79-та, е вулгарно. Така. Може ли такво претопување да се случува и во уметноста? Или едноставно на сликата Потписи. Сликарот има подписи? Па и на песната има подпис, чива. На песната има подписи. Да, но не е толку визуелно, има подпис ако се погледне вака на сликата. Подписот понекогаш не е доволен. А ние збориме значи за еден близок народ, за една држава која што се граничи со нас, која што со години, да не кажем векови наназад, постојано го подкраднува нашиот идентитет и нашето културно наследство. Може ли да се направи? Може ли во уметноста да се направи, да речеме, таа некоја разлика помеѓу нивната и нашата, каде што да речеме многу се блиску музиката, да речеме, со тактовите, со играта, со фолклорот, фолклористиката, бидејќи сме тука на Балканот и соседи едни до други, имаме заеднички некои примеси и сличности. Секако дека има влијание, значи и разни, тоест не разни, него повеќе и мотиви, теми кои што се обработуваат и музиката, и во литературата, и во ликовната уметност. Меѓутоа, веднаш ке сосема јасно дека ние збориме значи за македонска уметност и за македонска народна песна, за македонска народна традиција и значи тоа што се случува на север во Србија или во Бугарија. Јасно е дека тука има големи разлики, со тоа што некои луѓе препотчитуваат тие разлики, значи да ги прескокнат и да прифатат се или значи да сакаат да земат. Што е да речеме обележје во историчар се конкретно македонско обележје во таа уметност, да речеме во фолклорот е трочекорот кој што го имаме и тој е сите знаат дека потекнува Македонија, не може да се примене во друг фолклор, но кога станува збор за сликарството, уметноста, дали имаме одредена техника која што е исклучиво препознатлива, па и за едни од модерните, вие пишувавте монографија за Мартиновски. Да, за Мартиновски, за Лишеновски, за некои други и воопшто за почетоците на модерната уметност во Македонија. И тоа беше релативно неблагодарна работа, затоа што кај нас модерната уметност исклучително касно се појавува, што е резултат на политичката и економската состојба во која што се наоѓа Македонија и македонскиот народ во тие 5 векови на турско робство. Така да кај нас тоа исклучително касно се појавува во разлика, пример, во споредба со другите балкански народи. Така да кога збориме за модерната уметност, јас препочитувам повеќе да го користам терминот модерна уметност во Македонија, околку што модерна македонска уметност, која што ќе даде некаков национално обележје. И кога ќе видиме таа генерација на македонски уметници кои што ја поставија модерната и после тоа современата уметност во Македонија, сите тие се школувани некаде во Македонија. Значи Мартиновски е во како главниот и најголемиот основоположникот, темелот со кој што се ни се должи. Тој се школува во Букурешт, па после тоа во Париз. Личиновски, кој што е вториот по значај, е во Белград, па после тоа е во Париз. Сите се на некое друго место и носат некакви западноевропски влијанија, значи кога ќе се вратат кај нас. Така да нашиот модерен израз само во исклучително краток период може да се каже дека е автентичен македонски. Така. Тука за жал ќе мораме да направиме на кратка пауза. Разговорите секако немаат крај, во се дружиме. Да се освежиме со не еден напиток, вие со малку реклами и се враќаме повторно во студиото со разговор.